За премиерот Христијан Мицкоски е неприфатливо доколку Арбен Таравари како коалициски партнер во власта се договара со ДУИ за тивка поддршка на претстојните локални избори. Мицкоски изјави дека утре ќе има средба со Таравари, на која ќе побара јасен одговор од него за овие прашања и понатамошното негово функционирање во владата, откако тој одлучи да настапи со своји советнички листи на изборите, наместо со коалицијата Вреди. На таа средба јасно сакам да слушнам став кој што и медиумите ќе го слушнат ставот, дали е точно дека има договор помеѓу партијата на господинот Арбен Таравари и Демократската унија за интеграција, дека во најмалку 5 или 6 општини, да не ги шпекулираме имињата, каде што тој ќе извади кандидати, Демократската унија за интеграција нема да извади своји кандидати за градоначалници, што прво значи себе понижување како политичка партија, а второ дека тивко ќе го поддржува. Тоа е за мене неприфатливо како претседател на владата. Во однос на јавните закани кои ги упати лидерот на ДУИ Али Ахмети, дека ќе излезат на протести од кои нема враќање назад, доколку поранешниот министер за економија Бектеши биде осуден по завршувањето на истрагата за трагедијата во Кочани, премиерот му порача на лидерот на интегративците, наместо да се заканува да направи структурни реформи во партијата. Ако е мудар, како што се представува, ќе извлече поука и наместо да се заканува, ќе направи структурни реформи и програмски и кадровски во неговата партија и со нови ликови, со нова програма ќе излезе пред македонските граѓани да ја бара довербата. Граѓаните ќе кажат која политичка партија ја заслужува довербата, која не ја заслужува, кои градоначалници, кои советници, па врз основа на тие резултати понатаму може да носиме заклучоци дали ќе има предвремени или ќе нема предвремени парламентарни избори. Правото на протест е уставно загарантирано право, но тоа не треба да се злоупотребува во политички цели, кажа лидерот на СДСМ Венко Филипче, прашан дали неговата партија би соработувала со ДУИ по последните изјави на Ахмети. Во СДСМ веќе е почнат процесот за избор на најдобрите кандидати за локалните избори, кажа Филипче, а еден дел од кандидатите повторно ќе бидат некои од актуелните градоначалници на СДСМ, без да прецизира кои. Правото на протест е уставно загарантирано право, меѓутоа апсолутно не сметам дека треба да се злоупотребува во политички цели. Ние веќе го започнавме процесот на разговори и пронаоѓање на партнери за следниот период, циклусот на локални избори. Покрај најавите изјавите дека коалицијата е стабилна, сметам дека тоа што се случува го докажува токму спротивното, кога еден дел од владината коалиција практично се отцепува, тоа е знак дека владината коалиција е нестабилна. Но еве, да почекаме да видиме како ќе се одвива тој процес. Филипче очекува до крајот на јуни целиот процес на селекција да биде завршен, додека Мицкоски пред извршниот комитет ќе ги сподели неговите предлози до крајот на месецот.